Амбицијата не е секогаш родена од љубов. Таа понекогаш е родена од страв, од потребата да се владее, од потребата да се има моќ. И многу млади луѓе, живеејќи во едни погрешни вредности и идеали, кои што воспоставуваат токму таков начин на живот, дека важен е оној кој што има моќ, од моќ да се раѓа токму и самата амбиција, избираат различен тип на професии кои што обично се врзуваат со политиката, сакаат да бидат економисти, да бидат успешни во деловниот, во бизнес светот, да се занимаваат со евентуално спорт во најдобрата варијанта и сите оние професии кои што носат добра заработувачка и, како што реков претходно, подразбираат дека некој може да владее, да има одлучувачка моќ и да ужива одредени привилегии во самото општество. Но за среќа не сите млади луѓе се такви и мојот денешен соговорник Христијан Митревски докажува дека единствено љубовта кон сопствениот народ, кон своето потекло, кон музиката, особено традиционалните аура и традиционалните песни, се тие кои што можат од една љубов и од едно хоби да создадат идеална професија. Тој денеска е носител на активности кои што се реализираат во рамките на ансамблот Свети Јоаники Ракутински, кој што делува на територија на општина Сопиште, и доста интересно е тоа што освен тоа што Христијан е изведувач, тој представува и истражувач на потеклото на традиционалните аура и многу интересно како средба со носија на негова баба, впрочем го направила еден од најпасионираните истражувачи токму на традиционалните аура. Останете со нас во продолжение и проследете го мојот денешен разговор со Христијан Митревски. Денеска ќе зборуваме за една доста ведра тема, би рекла и значајна, и имам исклучителна чест да угостам млад човек кој што ќе зборува за теми кои што ми се чини дека досега имавме прилика да ги слушнеме само од повозрасните членови на нашата заедница и популација. Христијан Митревски е мојот денешен гостин во емисијата Мој збор. Ти посакувам добре дојде и еве за почеток би сакала да замолам да се представиш, односно да ни објасниш малку повеќе твојата улога во рамките на ансамблот Свети Јоаники Ракутински и во Домот за култура каде што се наоѓаме. Кои се вашите годишни активности и што вие како една мала, да речем, група на млади луѓе работите и колку е тоа значајно за очувување на еден колективен идентитет, на колективната меморија и колку народните песни и народните, односно традиционалните аура се значајни за сегашниот човек, особено за младиот човек, за да научи многу за своето потекло и за позицијата негова во општеството и во космосот. Благодарам за прекрасната најава. Пред се ви посакувам топло добре дојде овде во новоотворениот Дом на култура во општина Сопиште, каде е нашето седиште, како што кажавте. Благодарам што одвојувате време, токму вие медиумите, бидејќи сметам дека медиумскиот приказ е од големо значење за нас, младите фолклористи и фолклорните ансамбли, фолклорните дејности кои се одвиваат во нашата држава, да дојдат до една афирмација пред народот, бидејќи знаеме денеска дека медиумскиот приказ е од големо значење. Така, и се согласувам. Ајде да видиме зошто јавноста треба, заслужува да се занимава со оваа тема и кое е значењето на традиционалните аура. Што се ние можеме да научиме од традиционалните аура и како поинаку да ги гледаме, освен нешто што е забава, нешто што е привлечно за окото или нешто што се случува на некои церемонијални собири, што е тоа на што треба да се фокусираме се со цел да извлечеме некоја поука од традиционалните аура и што тие говорат сами по себе. Токму така, како што кажавте, не да служат само за забава, но тоа сето што го наброевте служило во минатото. Така се третирале традиционалните аура, традиционалните песни, но денеска во ова време, во ова ново време, тоа се третира како една уметност од наша страна, која
благодарение на претходните истражувачи, но и на овие истражувачи, си имаат оформено фолклорни институции каде излегуваат млади кадри, тоа можеме да го пренесуваме како една наука, дека Македонија има да се пофали и со нешто што си е свое, но е многу интелектуално и големо за еден народ. Традиционалните ора и песни представуваат една голема духовна култура на Македонија, која е пренесувана од генерација на генерации. Така и во нашиот фолклорен ансамбл Свети Нике Ракотински, каде што се наоѓаме денеска во селото Сопиште, но ние се наоѓаме во подпределот Каршија, кој е подпредел на етничкиот предел Скопска Блатија. Скопската Блатија е еден предел кој доминира со своите етнички карактеристики. Живеат повеќе народи, што е од големо етничко значење. Тука можем да ја спомнаме и материјалната култура на овој предел, која доминира сама по себе во колоритот на народните носи и везбената техника на кошулите овде, кај жените, невестинските носи, не само во овој предел, но и целата етничка Македонија, така да овој етнички предел има со многу што да кажеш, со што да се пофали, но и да е издржан во она што ќе го презентира, така и нашиот ансамбл е доста издржан во неговите представувања. Ние ве сме скоро една година постоиме. Целта ни е и пред се и целиме кон тоа да си афирмираме нашата локална традиција, бидејќи ние сме во едно место каде нема друг фолклорен ансамбл и каде треба фокусот да ни биде на нашите предци, што тие ни оставиле, за ние да го пренесеме на идните генерации, но и секако и да истражуваме целата етничка Македонија и да ја презентираме. Пред се млади луѓе, што е вистинска чест. Еве, јас имам 18 години, но доаѓаат деца од 4 па се до 15 години и мои врсници кои ми дале доверба дека можам нешто да им пренесам од нивните предци, дека можам на еден автентичен начин да го вратиме она време на сцената пред се, како што напоменав, уметност. Пак ќе напоменам благодарение на информаторите кои се од овие краишта, кои се последните доследници на оние кои се упокоени, што оставиле големи материјали, кај истражувачите големи материјали во овој фолклорен ансамбл преку моите теренски истражувања кои се одвиваа на овие простори веќе 5 години, каде се собра над 200 комплети на народни носи, преку 700 парчиња на народни носи токму од овој крај. Собираме носи и од целата етничка на Македонија, но пак, како ќе кажам, фокусот ни е на овој етнички предел. Так, Христијан е младо момче од 18 години кој што во својот живот има работено на неколку паралелни дејности. Тој не е само изведувач, тој е истражувач. Твојата истражувачка улога ми се чини дека е втемелувачка, како што рече, и за самиот ансамбл, меѓутоа и представува едно архивирање на сите сознанија до кои што ти си дошол преку твојата теренска работа. Како дојде до тоа да ги собираш носиите, да откриеш дека некои носи водат потекло дури од 19 век, како изгледаше таа теренска работа и што преку својата теренска работа ти заклучи и можеш денеска да го пренесуваш како едно цврсто научно сведоштво на идните генерации кои што ќе можат да учат многу за своето потекло и воопшто за историјата на овие краишта. Така, оваа гранка е, да кажам, безрезервна. Пред се тргнав со намера да соберам дел од материјалната култура, да ги соберам народните носи, се со цел за нивно зачувување. Ми беа оставени најпрви од мојата баба 3 комплети на народни носи, каде можам да кажам ме заразија слободно и започнав да собирам од првен од моето село Сопиште, под околните села. Најдов за моја среќа
многу материјали кои се од 19 век и почеток на 20 век. Тоа ми беше мене како еден дар од Бога, чудо невидено пред се што наоѓам, еве ќе спомнам една кошула во селото Ракотинци, која е се вика црногорка, е невестинска кошула од 19-тиот и почеток на 20-тиот век. Таа е само фасцинантна по себе и низиниот вес и самиот корен на кошулата е карактеристичен за овој крај. Тогаш помнам, бев многу среќен бидејќи не беше верно дека може да се најдат такви материјали, но ете Божјата промисла е непресушна и таа ни дава една голема сила. Така и нашиот патрон, светиот Јоаники Ракотински, кој во повеќе наврати мислам дека не го остава својот ансамбл и дека се грижи за него и негов заштитник, така да сака да бидат децата и самите учесници вовлечени и со големи и убави материјали, како и во духовната, така и во материјалната култура. Так, Свети Јоаники Ракотински токму се врзува со ова подрачје како светац и мислам дека и село Ракотинци е познато токму поради светацот. Она што и добро мислам што го спомнавме тоа за да ги поврзаме некои работи, затоа што во историјата се има каузална врска, се зависи од тоа како ја гледаме. Со однос на тоа дека станува збор за историска наука, таму ништо не можеме да промениме. Ништо не можеме да иновираме, но многу можеме да откриеме. Што е тоа што можеме да го откриеме од историјата преку традиционалните ора, традиционалните песни и носиите, што тие можат неоткриено да ни кажат за нас. Не би рекла ново, меѓутоа неоткриено. Што се ти откриваш кога ќе видиш една носија, една кошула или од духовното, како што рече, од духовниот аспект на народните преданија, на устните преданија, што се ти дознаваш за твоите предци, како живеел тој народ, во што се облекувал, како ги славел важните денови од својот живот, спомна свадбена кошула, што се друго можеме да најдеме во тие материјални и духовни сведоштва? Ке тргнаме од самиот фолклорен ансамбл, од неговите членови, кога имавме уписи, доаѓа од сите села на општина Сопиште, но и од дел од општина Кисела Вода, од населбата Припор. Бидејќи јас тогаш веќе имав дел, јас бидејќи уште истражувам, уште собирам, се уште сум млад, но повеќето ми е архивирано. Имав голем број на материјали од сите села и нивни духовни обележја. Доаѓа деца од Добридол, доаѓа деца што имаат потекло од селото Нова Брезница, од селото Јаболците, што се попланински села, што доминираат и се издвојуваат со својата носија селото Јаболци и селото Нова Брезница, каде тој народ е доселен од дел е доселен од Горна река, дел е доселен од поречието и се разликува во делот носијата, според називите, според облековните елементи, според дијалектот, и тоа ми беше фасцинантно, каде 5-6 села собрани, секој дете имаше во него од несвесно од дома еден зборува на еден дијалект, друг зборува на друг дијалект, но тоа не им беше сврзано, им беше секојдневно. Јас им го објаснив дека тоа е една голема уметност и дека е една голема култура која треба да се ја негуваат, така да ќе дојде некој брезничан, че пример ќе се запише дете, јас ќе му кажам ова е Џебедан, ова е Минтан, ќе дојде од Добридол некој дете, ова е Елек, ова е Ајта. И пред се тоа ми беше чест и гордост што можам на еден едноставен начин на почеток да си ги запознат основните карактеристики што си ги носат од своето село. Верувајте, денеска децата една година еве континуирано вежбање, полека, но сигурно и самите одат, бараат носи, помагаат на својот фолклорен ансамбл и непресушно
бараат и они сами да учиме нови работи, нови песни, нови традиционални ора од овој крај, но сега се појавува интереси од целата етничка Македонија да се изучуваат ора и песни. Ти ја спомна твојата баба како клучна, да речам, фигура која што имала врска со твојот зачеток во оваа област и во твојата дејност, некој што веројатно и ти ја пренел љубовта кон традиционалните ора и народните песни. Колку се важни нашите предци, колку се важни дедовците, прадедовците, доколку имаме среќа нели да се уште живи и да го чуваат споменот на едно време, колку е важно да се заинтересираме и малку повеќе да ги слушнеме што имаат да ни кажат и да бидеме малку полюбопитни околу тоа како тие живееле, како тие го поминувале своето време, како ги славеле обичаите, како ги славеле празниците. Утечинам дека во последно време старите луѓе некако се тргаат на страна, како некако нивното време да е поминато, младите луѓе постојано имаат во фокус некои други работи и не ги слушаме доволно луѓето кои што се од некои претходни генерации. Колку е тоа важно и од научно-истражувачка област, од научно-истражувачки аспект, еве да ги прашаме, да ги сослушаме и да видиме што ќе ни кажат, затоа што во тоа можеби се крие навистина едно големо историско богатство и да откриеме многу тајни кои што не сме ги знаеле за нашето минато. Така си е. Убаво кажано, нашите предци, пред се можам да ги спомнам овде бабите, во времето на комунизмот, еве ќе го спомнам, се главни виновници и чувари на нашата вера. Ние како млади, ако се уште, а верувам има уште живи предци кои се живи преносители на традицијата, само да ги оставиме, да ги сослушаме. Они имаат се да ни кажат, од моје лично искуство. Они знаат буквално се. Нашијата само да имаме трпение, да ги слушаме и целото тоа да го исцрпиме од нив, бидејќи тоа значи не сме свесни во самиот момент, но тоа многу ни значи, бидејќи нашите баби и дедовци го знаат старото предание како еве и на православната вера, бидејќи традицијата е нераскинлив момент од нашата вера и секоја традиција на секој народ е исто така во другите вери, но пред се нашата православна вера со нашата традиција имаат една голема врска и во поодамнешно време, еве сега ни изминаа празниците Божик, Водици, доаѓаат сега за Лазара, за Ѓурѓов ден, пееле песни со тематика на црковен јазик, да кажам, со голема духовна содржина, каде го воспева Бога нашите предци, каде има голема љубов кон тоа и благодарение на тоа се зачува традицијата. Благодарение на, пак ќе го спомнам светиот Ники Ракотински, се зачува и во неговиот период традицијата, бидејќи он е главен виновник да децата изработуваат народни носи, он на неговите сестри, монахињи им зборува дека мора децата во тоа турско време да ги тераат да ткаат, да ги описменуваат, бидејќи тогаш црквите биле закрилници, така да тие световни лица пратени од Бога се едни од, можем да кажем, најголемите виновници. Да се заблагодарам во вашата емисија на моје лично задоволство. Овој фолклорен ансамбл беше формиран со благослов на отецот епископ Антаниски, господин Партени, кој пред се со неговата голема љубов и со неговото големо дело даде еден благослов да се отвори еден фолклорен ансамбл, каде ете младите ќе имаат голема улога во тоа. На вчерашниот настан, еве, вчера беше се празнуваше светиот Јаники Ракотински, каде токму присуствуваше
и присуствува и голем број на верници од ова епархија, но и од целата Македонија, каде преку нивното присуство се долови сета магија, сета убавина на нашата верина традиција и ние мислам дека успеавме да го доловиме тоа на еден начин кој го знаеле нашите предци и ние денеска колку толку се трудиме да биде не идентично, но близо до нивното. Така. Што мотивира еден млад човек, додека ми го одговараш ова, размислував со каква амбиција, со каква мотивираност, впрочем, ти како 18 годишно момче го работиш ова, тоа е токму една неспецифична желба на млади луѓе од твојата генерација, обично заради тоа што често работам со млади луѓе, именно и емисијата Мој збор се реализира со првичната замисла да угостува и да афирмира и да ги промовира младите луѓе кои што се издвоиле по нешто, односно работат некоја интересна и благородна дејност. Со тоа имам доста често прилика да контактирам со млади луѓе и кога ќе ги прашам одоколу кои се нивните интереси, обично нивните интереси се ориентирани кон иднината, си ориентирани кон спортот, кон науката, маркетингот си го направил своето, па има некои популарни гранки кои што се тесно врзани со потребата од повисока заработувачка, меѓутоа многу ретко среќавам и слушам од млади луѓе дека токму сакаат да се занимаваат со нашата традиција, со фолклорот, со традиционалните ора, со народните песни, со македонската традиционална музика. Тоа навистина ми е онака редок случај кога ќе сретнам таков човек, едноставно ме интересира што е тоа што го мотивира, дали е тоа љубовта кон сопствениот народ, дали е тоа љубовта кон твоите предци, љубовта кон твоето потекло, како ти воопшто дојде до идеја да се занимаваш со оваа ретка дејност и кои се твоите замисли за иднината? Каде се гледаш за 5 години од сега? Започна од мојата баба, каде, како што напоменав на почетокот, ми ги даде во ама на низините носи и ме носеше на, се сеќавам, бев многу мал, на тогашниот мој прв собор, каде се изведува тогаш народните ора и ден денес го има тој собор во нашата општина. Тоа е за празникот Свети Илија во селото Ракотинци, каде се подвизува светиот Јанике Ракотински, каде во тој манастир. Така започна се. Јас, тука е гробот на нашиот светител, облечен во носија, едва чекав да дојде 2 август, облечен во носија за секој 2 август, континуирано. Бев присутен таму, така ме запозна и околните мештани, каде видоа на една голема љубов на едно мало дете во однос на традицијата. И имаш и други женички облечени во носија, јас со време љубопитно ги потпрашував, а што е ова, ме интересираше. Не знаејќи дека за 5, 6, 7 години од тогаш дека имам над 200 комплети на народни носи, честа пред се голема и одговорноста е исто така многу голема. Но благодарение на и нова институција, благодарение на сите членови, на сите родители на ансамблот, на сите поддржувачи, на градоначалникот на општина Сопиште, Јане Мицевски, кој дава големи напори за фирмирање и за зачувување на културното наследство преку нашите барања. Он како добар татко на општината ги исполнува и верувајте, тоа е исто така еден голем и значаен пристап на едно, како да кажам, властено лице за општината, што неизмерно, несомнено ти ги дава своите добра и можностите, така. Так. Се согласувам. Уште едно прашање за крај. Ева, имаш ли идеја како да ги поттикнеме младите луѓе да бидат што повеќе по ансамблите?
Јас се сеќавам луѓето од моја генерација или што би народот наш умилува да каже во мое време. Децата се запишуваа во ансамбли, односно посетуваа ансамбли, затоа што беа мотивирани од тоа дека многу се патува, често се оди надвор од држава, дека имате прилика да посетите нови места, меѓутоа никако од таа перспектива, можеби согласно со нашата возраст, доволно не ни беше ниту доловено, ниту многу ние разбиравме што е тоа што ние го правевме што е важно. Како да им доловиме на децата, како да им доловиме на младите луѓе? Еве една од активностите е да го искористиме медиумскиот простор, медиумското гласило, да ги насочиме кон традицијата. Меѓутоа, други начини, дали преку твојот пример, еве, јас сакам да бидам како христијан и да ја работам таа работа со љубов како христијан, може да биде еден пример, еден показател за младите луѓе и за децата, дека едноставно кога се работи работата која што се сака, тогаш ги спојуваме и убавото и корисното и просто резултатите се доаѓаат сами по себе. Така си е. Морам да напоменам дека во тоа време малку е помрачно во однос на фолклорот. Ете, останати се токму да и ден денес тоа е, дека ако се запишеме на игра орна или членуваме во некој студио или кут, фолклорен ансамбл, не е битно, дека пред се ќе се патува, ќе се шете и дека ќе се оди по турнеи. Да, тоа е точно, но целта на тие турнеи не е само да се патува и да се сликаме на социјалните мрежи, туку е да си го афирмираме нашето културно наследство. На овој ансамбл не му е целта пред се да патува, целта му е да си го заштити своето нематеријално и материјално културно богатство како најсилно оружје на својот крај и на целата Македонија. Христијан, ти благодарам за овој прекрасен разговор. Се надевам дека ќе испратиме важна порака, дека треба да бидеме малку пољубопитни околу тоа што носела нашите баби, можеби во нивните плакари малку повеќе да гледаме, да бараме нешто што едноставно ќе не потикне, да почнеме да истражуваме, а кога ќе почнеме веќе да истражуваме, да дојдеме до комплетно нови сознанија кои што понатаму ќе не повлечат за откривање на собственото потекло на нашето минато и на традицијата и едноставно да си го одговориме на универзално прашање од каде доаѓам, кој сум и каде одам. Ти благодарам за денешниот разговор. Благодарам и на вас. Нашата врата е од културниот дом и на фолклорниот ансамбл Свети Ники Ракотински секогаш сте на располагање за било што, но пред се ете целта ни е на нас и се радуваме што и медиумите имаат слух за да ја пренесат ова духовност, ова уметност на нашиот народ, каде ќе дојде до израз ќе дојде израз нашата држава пред се, бидејќи Македонија не може без традицијата, како што и традицијата не може без Македонија. Дали човек може да биде честен ако не се почитува себе, ако не го почитува местото од каде што доаѓа, ако не го почитува своето потекло, ако не ги познава своите предци, ако не ја познава својата историја, ако не може да ги согледа сите вредности кои што се впечатани во минатото и тоа токму преку тие церемонијални навидум ефекти кои што ги гледаме на материјалното и духовното сведоштво од минатото, а тоа дефинитивно е отсликано и во традиционалните ура, и во традиционалните песни, и на носиите, и секоја носија, впрочем, представува една уникатна и засебно приказна која што многу не упатува во собственото колективно огледало. Ви благодарам што ја следевте денешната емисија Мој збор. Јас ви закажувам повторна средба веќе следната недела со нови теми, нови гости и нови содржини. До тогаш, пријатна работна недела. Се гледаме.